Европската комисија и додели 20 милиони евра грант на Македонија за развој на земјоделството и руралните општини, кои ќе бидат искористени во рамки на два проекта. Едниот наменет за инфраструктурни проекти во руралните општини и вториот за наводнување како дел од ИПАРД програмата. Со потпишувањето на овие два договори, секоја од руралните општини ќе добие по 240.000 евра, додека урбаните општини по 120.000 евра. Како што истакна вице-премиерот Ставрески, кон првиот договор на грантот во износ од 15,5 милиони евра неповратни средства од Европската унија, од буџетот на Република Македонија ќе бидат издвоени уште 5,2 милиони евра, со што вкупната сума за развој на руралните средини ќе изнесува 20,7 милиони евра. Овие средства општините ќе ги добијат неповратно без обврска за враќање и врз основа на досегашните подготовки на кои досега се работеше. Кон крајот на месецот ќе биде распишан конкурс на кој општините ќе може да аплицираат за користењето на овие средства. Општините се и претходно информирани и голем дел се веќе подготвени со проекти, рече вице-премиерот Ставрески. Во однос на поддршката на општините, тој оцени дека сосема добро оди досегашната реализација на проектот што Министерството за финансии го реализира со Светската банка за поддршка на општините со вкупен фонд од 56 милиони евра. Малопродажните цени на Евро Супер БС 95, Евро Супер БС 98, Евро Дизел ДЕ5 и екстра лесното масло за домаќинство L1 се намалуваат за 2 денари по литар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Во согласно со денешната одлука, од полнок новата цена на Евро Супер 95 ќе биде 70 денари за литар, а на Евро Супер 98 71,5 денари по литар. Новата цена по која од полнок ќе се точи дизел гориво ќе изнесува 60 денари за 1 литар. Квалитетот на воздухот зависи од свесноста на граѓаните и почитувањето на препораките, истакна министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. По надминувањето на прагот на ПМ10 честичките во 5 последователни дена на мерните места во Кичево, Лисиче, Центар, Карпош и Тетово, ресорниот министер порача дека насоките се дадени на веб страницата на министерството и локалните власти треба да постапуваат според укажувањата. Квалитетот на воздухот не зависи од министерството, туку зависи од сите нас. Како ние ќе се однесуваме со воздухот, како ќе се грееме, дали вие денеска ќе возите со своите автомобили или ќе ги оставите дома, зависи од вас, а не од министерството. Ако вие ги оставите колите дома, ќе имаме помалку загадување на воздухот, рече Изаири. Градежниците од земјите на поранешна Југославија, вклучувајќи и Македонија, покрена иницијатива за меѓусебно поврзување, формирање конзорциуми и заедничко учество на тендери. Сметаат дека тоа ќе им помогне во надминувањето на актуелните проблеми: искористеност на капацитетите до 60%, одлив на кадри, тешкоти во добивањето банкарски гаранции, неадекватната политичка и дипломатска поддршка. Компаниите размислуваат и за враќање на пазарите каде што порано беа присутни, како Блискиот Исток, Ирак, Либија, Алжир, Египет, поранешниот Советски Сојуз. Од македонска страна било посочено дека градежништвото во земјава речиси и не ја почувствува кризата затоа што владата имала вложувања и за разлика од другите земји бележи континуиран раст. Исто така нема намалување на вработените, како што е случајот со Хрватска и во Србија. Уште еднаш. Во третото тримесечие од годинава во Македонија има вкупно 6973 слободни работни места, од кои најмногу или 2533 се во секторот на преработувачката индустрија, пошто следи трговијата на големо и трговијата на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли со 1135 и транспорт и складирање со 885 слободни работни места. Од слободните работни места најмногу или 2879 се во Скопскиот регион, пошто следат Пелагонискиот со 956 и Вардарскиот со 710 слободни работни места. Според Државниот завод за статистика, најмалку слободни работни места, само 5, во третото тримесечие од 2014 година имало во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација. Бројот на работниците пак во индустријата во периодот јануари-октомври годинава во однос на истиот период лани е зголемен за 7,9%. Во октомври годинава во однос на октомври лани бројот на работниците е зголемен за 9,5%, објави Државниот завод за статистика. Зголемување на бројот на работниците за 11,6% во октомври има во секторот преработувачка индустрија и за 1,6% во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација, а опаѓање за 4% во секторот рударство и вадење камен.
Хотелиерите во Грција го повикаа премиерот Антонис Самарас да не го зголемува данокот на додадена вредност, бидејќи тоа ќе му нанесе удар на туристичкиот сектор, пишува грчкиот весник Етнос. И покрај упорните гласини за значително зголемување на ДДВ во туризмот и натаму уверуваме дека ефектот од тоа зголемување ќе нанесе удар на работата на компаниите во таа сфера и отик има катастрофални последици за конкурентноста на туристичките услуги, се наведува во апелот испратен до премиерот од Комората на грчките хотелиери. Грција во август го намали за 10% ДДВ-то за трговските објекти во сферата на туризмот, клучен сектор за нејзината економија. Поранешниот британски премиер Гордон Браун се повлекува од претеничката функција по безмалку 32 години минати како член на долниот дом на парламентот. Браун е пратеник на лабористичката партија од изборната единица во Шкотска, каде најчесто и престојува. Тој беше министер за финансии од 1997 до 2007 година во неколку влади на тогашниот премиер Тони Блер. Неговиот 10-годишен стаж во нетешката министерска функција во британската влада го направи да биде сметан како еден од најуспешните во поновата британска историја. За британски премиер беше назначен во 2007 година по повлекувањето на Блер на средината од неговиот трет мандат, без да има против кандидат за лидерската функција на лабористите. На изборите во мај 2010-та Браун и неговите лабористи претрпеа пораз, што се смета за еден од најтешките на оваа левоцентристичка партија по 1983 година. Браун поднесе оставка од лидерската функција во партијата. 63 годишниот Браун најголем дел од времето го минува како специјален пратеник на Обединетите нации за образование и држејки предавања низ светот.